Dragi prijatelji, dragi dečinja, dragi ljubitelji na Pižami odbor, dobrodošli i na tretji den na JES festivalu Mladi evropski prikazni, mladi kreativci. Književna i tvoračka manifestacija za dece i mladiće, organizatora i izdavačka tako kja čudna šuma, podržana od Kreativna Evropa, Ministarstvo za kulturu Republika Severna Makedonija, MKC i podržano всъщност od site onije koji što smeta дека литературата е еден добар спасувачки појас, кој што не зајакнува и не го прави животот поуфек, така би можела да речем. На наша голема чест и големо задоволство, денес ги имаме авторите на една од најубавите илустрирани книги за деца што сум ги прочитала. Во мојата топ 5 листа, дефинитивно, Ида Млакар Црнич и како авторка и илустраторот Петар Шкеров. И денеска овде со нас на сцена ќе биде и преведувачот на книгата Дарко Спасов, кој што ќе посредува и во денешната комуникација, и Анастасија, која што подоцна малку ќе прочита делот ова извонредна, топла и емотивна сликовница. Овде во близина живее едно делече, е преведена на 12 јазици. Публикувана е прв пат во 2019 година, имавме среќа да имаме и на македонски јазик од минатата година 2023 во издание на Чудна шума. На прво читање се сетив, ми беше некаква асоциација на девојчето со кивричињата, барем мене, некаков прв импулс. Прекрасна приказна за едно поинакво девојче преку кое се открива грдото лице на конзумеризмот наспроти сиромаштијата. Односот кон поинаквите, приказна која ја легитимира тагата како емоција, но во исто време и како еден силен аларм за емпатија, за уклучување на емпатијата и за борба за некаква правичност. Да, ќе ни дадете знак како треба да интервенираме со преводот. Јас би предложила да почнеме читањето и тоа би било убаво прво да почнеме на словенечки и да ќе ве замолам да прочитате вие дел од книгата, а потоа Анастасија ќе ни прочита дел и од македонското издание. Поведете. Ту близу живи деклица. Јава. Ту близу живи деклица, ки не тако лепа, како сватим јас. Нима светлих кодров, нима лепих облек, нима рожна тегапонија. Нихче не рече да е принцеска. На шолскем дворишчу ја нихче не поваби к игри. Само ти и јас, учасив. Када се играва принцеска е лахко сплетична. Помага нам обличи лепе облеке, приправити торте и чај, посправити град. Туди че проси и не доволива бити принцеска, ker ни принцеска и пика. Туди ко одрасте, не бо, не море бити и конец. Принцеске со лепе или миле, како сва ти и јас. Јануар. Овде во близина живее едно девојче, кое не е толку убаво како што сме ти и јас. Таа нема светли кадреци, нема убави фустанчиња, нема розова пони и никој не ја кажува дека е принцеза. Во училишниот двор никој не ја бара за игра. Единствено ти и јас, понекогаш. Кога си играме принцези, таа може да не биде само измеќерка. Ни помага да го облечеме убавите фустани, ни приготвува торти и чај, го чисти замокот и да не моле не ја дозволуваме да биде принцеза. Затоа што таа не е принцеза. И точка. Дури и кога ќе порасне, нема да биде. Не може да биде принцеза и крај. Принцезите се убави и мили, како што сме ти и јас. Февруар. Ту близу живи деклица, ки не е богата, како сватим јас. Не живи у нови хиши, не у новем станованju. У соседни улици живи, у стари хиши с чудними людьми. Нима хишице за пунчке, нима своje омаре с облеками, нити своje писалне мизе нема.
Nima velikega vrta, bazenčka ali trampolina, kakor ti in jaz. Na pogradu spi, skupaj z mamo. Zaradi nje sva izpraznili svoje omare. Vse, česar sva se naveličali, sva jo odnesli v šolo, ker sva dobri princeski. Tu blizu živi deklica, ki ni bogata, kakor sva ti in jaz. Februar. Ovde v blizini žive jedno devojče koje nije bogato, kako što sme ti i jaz. Ne žive v nova kuća ili nov stan. Žive v sosednata ulica, v stara kuća so čudni ljudje. Ta nima kukička za kuklje, nima svoje ormanso postančenja, nima duri ni rabot na mas, nema golema gradina bazenče ili trambolina kako ti i jaz. Spije na krevet na 2 kata so majkaj. Pоради неја ги испразнихме ормарите, се што веќе не ни требаше и однесовме во училиштето, затоа што ние сме добри принцеси. Овде во близина живее едно девојче кое не е богато како што сме ти и јас. Marec. Tu blizu živi deklica, ki nima svoje sobe, kakor jo imava ti in jaz. Zato nikogar ne vabi k sebi. Ne na svoj rojstni dan, ne med počitnicami. Nikoli še nisva prespali pri njej. Saj tudi nočeva. Pri njih je tesno in umazano. Ko pišemo šolsko nalogo v svoji sobi, grize svinčnik in buba čelo. Vse si je ne more kar izmisliti, kaj ne? Ni domišljijski spis. Morda je brat rekel na se, kaj zlaže, a se ne. Odda prazen list in dobi slabo oceno. Tu blizu živi deklica, ki nima svoje sobe. Mart. Ovde v blizina žive jedno devojče koje nema svoja soba, kako što imame ti i jaz. Zato nikogo neka ne nagosti. Nitу за роден ден, ниту пак кога сме на распуст. Никогаш не сме преспали кај неја, ниту пак сакаме, кај нив е тесно и валкано. Кога пишуваме домашна задача за нашите соби, таа го гризе моливот и го мурти челото. Па не може да замисли соба, нели? Не пишуваме состав за фантазија. Може би брат и рекол да излаже нешто, но таа не го прави тоа. Предава празен лист и добива лоша оценка. Овде во близина живее едно девојче кое нема своја соба. April. Tu blizu živi deklica, ki nima prijateljev, ker ni tako prijazna, kakor sva ti in jaz. V šolo nikoli ne pride z avtom, samo peš, skupaj z bratom. Med odmorom sedi na stolu in čaka, da jo kdaj obišče. Takrat dvigne glavo in se mu nasmehne, nato jo spet skloni. Majhna je videti. V rokah drži svinčnik in v zvezek nekaj čečka, trapaste čičke čačke. Tu blizu živi deklica, ki nima prijateljev. Април. Овде во близина живее едно девојче кое нема пријатели. Затоа што таа не е толку фина како што сме ти и јас. На училиште никогаш не дошло со автомобил, само пешки, заедно со брати. За време на одморите седи на столчето и чека тој да влезе. Тогаш ја крева главата и му се насмевнува. Потоа повторно ја наведнува. Изгледа мала, во рацете држи молев и нешто чкрта во тетратката. Глупави цртки чкртки. Овде во близина живее едно девојче кое нема пријатели. Maj. Tu blizu živi deklica brez imena. No, se ti spomniš, kako ji je ime? Vidiš, se ne? Đurđa ali Biserka, vse je vseeno. To ni pravo ime. Je ime, ampak ni lepo. Ni ime, kot je tvoje in moje, Borna ali Keren. Zato se ga včasih sploh ne spomnim. Ali pa se ga nočem. Ja, nočem se ga spomniti. Nočem je poklicati po imenu.
tako čudno zveni, kot bi klicala nekoga, ki ga v resnici sploh ni. Tu blizu živi deklica brez imena. Maj. Ovdje v blizini živi jedna devojča koja nema ime. Se sjećavaš na njezino to ime? Ete gledaš, ne se sjećavaš. Gjurgja ili pisarka svejedno. To ne je istinsko ime. Ime, no ne je ubavo. To не е име како твоето и моето, Борна или Кери. Затоа понекогаш воопшто не се сеќавам на нејзиното име. Или не сакам. Да, не сакам да се сеќавам на него. Не сакам да ја викам со нејзиното име. Звучи толку чудно. Тоа е како да му се обраќате на некој кој во суштина не постои. Овде во близина живее една девојче која нема име. Ви благодарам. Да. Да, она што прочитавме беше само до месец мај. Предпоставувам дека станува јасно дека почнувајќи од јануари, во цела низа од 12 месеци се топи ликот на едно поинакво, скромно, сиромашно, тивко девојче. А оно што е многу интересно е дека нарацијата се одвива токму преку две други девојчиња, сосема различни. На крај тоа исчезнува метафорично. Тие постојано кажуваат дека овде во близина живее едно девојче кое што нема играчки, нема фустанчиња, нема трамболина, нема своја соба, кога раскажува за својата соба, просто го гризе моливо, таа една нагласена несигурност. Наспроти нивната самодоверба, лажна или не, претенциозност не е ни важно, но уште во првите раскажувачки плетки ни станува јасно дека се работи за едно нечујно, тивко девојче со една наметка на невидливост. Што ви беше првиот мотив и да напишете една ваква приказна? Ja, ko pišem, poskušam bolj kot zgodbo v prvi plan postaviti neka občutja, neka čustva, nek notranji svet svojih literarnih junakov. Zdi se mi, da na ta način še najbolj neposredno nagovarjam bralca, zlasti mladega. Mladi bralci namreč zelo dobro in vsekakor mnogo bolje kot odrasli lahko doživljajo neko sočutje oziroma se lahko uživijo v like, ki jih zgodba prinaša, in na ta način morda se odpre nek teren, ki je namenjen temu, da se o tem, kaj se med nami dogaja, odpremo nek teren za pogovor. To je moj glavni namen. Aha, сега снима. Пред се мене ми е пред приказната, мене ми се важни чувствата, мене ми се важни односите. И тие односи, чувства, децата ги, оние слушателите на приказната, читателите, ги имам чувство дека многу поискрено, по-чувствено ја примат приказната и така се отвори едно поле на кое што потоа може многу лесно да се воспостави однос. Значи, приказната не во почетокот, чувствата. Благодарам. Петар, каков предизвик е за еден илустратор да ја визуализира, да портретира просто, да го портретира лицето на сиромашијата, низ едно вакво поинакво девојче? Аха. Па, не вем, мислам, добил съм едно прашање že на интернету, ко ми е Билјана поставила подобно прашање glede tega, ali je ta tehnika, akvarel in svinčnik, tisto, kar daje neko bornost, neko revščino. Ampak se mi zdi, da je ravno ta praznina in akvarel to, kar diha, akvarel zelo diha, in risba, ki je risba, ni dovršena, je še vedno risba, tisto, kar pušča potem bralcu
da lahko razvija naprej svojo domišljijo. a ne? Znači, кога бидеме ме праша дали начинот на илустрација, тоа како ќе го покажеш таа некоја сиромаштија, јас мислам дека вели акварелот и цртањето со моливот е она што го прави тоа кога акварелот е отворен, тој диша и тој остава простор, оттам доаѓа тоа дека може да наликува. Да, трпежно, да. To in hkrati, recimo, ko je delala Ida, to je čez celo leto zgodbo, sem jaz poskušal narediti to, da je to v enem dnevu se zgodi. Da pokažem, kako se dogaja pred hišo te deklice, potem drugo, ko gresta oziroma kako živijo noter, ko spijo v isti sobi, potem, ko gresta v šolo z bratom, potem, ko prideta v šolo, v učilnico. In recimo zelo zanimivo je to zadevo, ker smo slučajno na njo, ne vem, pač knjiga ima neko svojo zgodbo naprej. Poglejte tole. Ravno v prelomu, ko to je mesec junij oziroma julij, takrat so počitnice, deklica stopi v razred. V razredu ni nikogar, ker so počitnice. In deklica je nevidna, seveda, ker je ravno v tem delu, ko je prelom. Значи, Ида го зборува за една година. Јас ги запрев неколку ситуации како влегнал во училиште, како води, како изгледало, така например. Најинтересното е дека на средината на книгата испадна така што во јули, кога никој не е во училиште, влегува нашата јунаkinja, непознатата, но таа поради преломот не се гледа тогаш кога не е никој во училиште. Treba še nekaj bi rekel, ko smo potem zido, ko je prišla slikanca ven, in je bilo kar nekaj vprašanj, zakaj deklica odide, zakaj je ta problem še vedno problem. Zato, ker je še vedno problem. Zato, ker se mi ukvarjamo s temi problemi vsak dan. Ker gledamo na tiste, ki so malo bolj tiho v zadnji klopi razreda, ali da je temnejše poti, da drugačni. To. И тогаш кога се издаде книгата, луѓето прашуваат зашто го нема делчето. Нема затоа што има проблем. Ако има проблем, проблемот е да си поинак кога имаш некаква боја на кожата, да си поинак од другите. Да. Она што реков да си поинаков, да имаш поинаква боја на кожа. Ние постојано живееме некако во тие бинарни поделови, бинарни позиции. Ние и вие, западот наспроти истокот, природа наспроти технологија, добро наспроти лошо, богатство, сиромаштија. Би сакала да отвориме и темата за другиот или другите. Колку имаме очи за поинаквите од нас? Имаме ли вистинско разбирање за се што е различно од нас, околу нас? Ја, отворили смо ено плат ти згодбе, и сестар е то згодба ти нове сошолке ки приде у разред. Ампак то згодба приповедуе друга деклица, тиста ки е, сај како говори о себе, најболша, најлепша, најболj паметна. Тиста ки соди од тој своји нови сошолки. И скози njeno приповедување не извемо чисто сега од тој деклици, ker to tudi ni v njenem interesu. Ona sama pravi, da jo marsičesa ni vprašala. Ne ve, odkot je prišla, ne ve, kam gre, ne ve, kaj se je zgodilo z njenim očetom. In marsičesa pravzaprav ne zvemo zato, ker je to prvoosebna pripoved te bogate deklice, ki
jo ta revna nova sošolka pravzaprav sploh ne zanima. A rada bi to odprla, to Hvala. Ampak povzetek je, prikazната дека раскажува едно девојче и тоа девојче разказува за некое друго кое што не го познава, никогаш не го глашало. Приказната ја раскажува едно девојче кое засигурно мисли дека е едно девојче кое засигурно мисли дека е најдобро, највредно и има зашто да прашува некој друг каков е, кој е, што е. Tako da to ni samo zgodba o tej revni deklici, ki pride v razred. To je hkrati istočasno zgodba o tej bogati deklici, ki se obrača ne samo na svojo sošolko, ampak do vseh nas, ki to zgodbo beremo. In je hkrati to zgodba o nas. Ова не е приказна за девојчето кој што е сиромашно. Ова е може би повеќе приказна за девојчето кој што кажува каков е нејзиниот однос кон другите. Односно тоа може би е приказна за односот кон нас. Deklica, pač ta bogata, samovšečna deklica, govori o drugi novi sošolki in s tem največ pove o sebi. Кога само бендрисаната девојка, односно девојче, зборува за нејзината нова соученичка, таа повеќе зборува за себе. Mi se čini, дека nizovoj, kako da kažem, pишувачки марифет nizovoj zanет, од оваја позиција, кога другото девојче зборува за поинаковото сиромашно девојче, како да се просто како да се крши таа дистанца што му е овозможено на читателот да ја заземе, да речеме од една комфортна, самозадоволна позиција, јас не сум ова, јас не сум ваков, то другите така дискриминираат, другите така прават. Ми се чини дека како секој од нас да си го вперува малку и прстот кон себе. Значи, колективна некаква вина или некакво чувство за одговорност која што кај читателот се јавува. Не само една дистанца во повторно, како да кажам, повторно циклично вртење на кругот на судењето. Нели? Na meni je to prepoznat. Ne samo, da je to zgodbo te deklice, ampak tudi našo zgodbo. Целта е да се препознае толку тоа не за девојче, не толку за девојче, колку за нас. Ker absolutno se včasih ne prepoznamo. To je zgodba o predsodkih. In mi se neprestano, tudi danes, kadarkoli, v odnosu do drugih, znajdemo na tej strani te deklice, ki sodi, ne tiste druge, ki je sojena. Се работи за предрасуди. Ние многу почесто се наоѓаме во ситуацијата, во позицијата на девојката која суди, односно оценува и проценува колку на она која е оценувана. Тоа се предрасудите што ги живееме ние. Ampak otroci, mislim, moje izkušnje s to zgodbo, ki sem jo ponesla in večkrat brala otrokom, se z njimi pogovarjala o teh problemih, čutim in vem in zaznavam, da jo prepoznavajo in vejo, kaj je prav in kaj ni. Јас знам дека затоа што го забележувам тоа кај децата знаат што е добро, што не е добро. Тоа го препознаваат. Благодарам, Мига. Следното прашање ќе биде за Петар. Сликовницата ја легитимира нели тагата како емоција, која што е постојано присутна во нашите животи. Иако нели често пати сакаме да избегаме во некој розов, пластичен, нашминкан свет, во целата таа конзумеристичка фарса со работите дадени на тацна, се со цел некако да направиме дистанца од проблемите или да ги тргнеме очите од вистинскиот фокус на проблемот. За еден илустратор, која беше првата идеја како да се нацрта, како да се представи една силна емоција како тагата и како меланхолијата? Ko sem dobil besedilo, lahko rečem, da me je prevzel. Zelo. Ne? Vedel sem, da je to nekaj zelo, zelo močnega. Drugo, ko smo bila midva z Ido v Bologni in sva predstavila slikanco v enem razredu in je rekla, to je pa deklica, ko se pogovarjajo, so
princeske, svetolase in tako naprej. Ta deklica je pa temnolasa in oni, ki so bili vsi črnolasi v razredu, so kar gledali in en dvigne roko in reče, vsi enaki. In to je to. Kaj je človek? Mislim, to me je tako totalno in prevedi. Na početku, ko je počela v knjige, to je bolj oduševljen, ker se na kolodefno je obdolvomen na sajmu. I je predstavljal kao knjigata bo neko učilište, v jedno učilište koga skažovali za princezi, za svetlokosi devojčine i tako naprijed. I tamo bila sita temnokosi, jedan od učenici da reče, nije smo sita isti. To je to in mi smo se s temi predsodki takrat ukvarjali. Ne? Slovenija je takrat je bil ta velik val in se mi zdi, da je ta slikanica marsikomu odprla. Hkrati pa govorimo tudi o nas. Jaz sem bil bolj introvertiran fant in nisem bil v prvi liniji. Potem pa v srednji šoli se mi pa zdelo, da bi bilo fajn, da bi ustanovili gledališče in jaz sem preko gledališča stopil v ta svet, da lahko zdaj nastopam, da mi ni strah, da nimam treme, da to. In se mi zdi, da tudi to je, da prepoznamo učiteljice, da prepoznajo otroke, ki so tam nekje zadnji komiški in čakajo, da bo priložnost. Sem, da naredim povzetek. Meni je zelo povedalo, ker sem vas gledališča. Kratko, jaz sem introverten, da pomem. I najbolj način tega preko teatra, preko teatarskih združenja, grupi, ki je dojdem do faze, ko nema da imam strah, da nastapimo nekaj, ki možem da se izrazim. To isto tako naprej devenska Nida i veli Petra. Treba da bi nekaj u posljednje treba na momče, na dete koje su ne može ništa da kaže, ti kaži na site, nema prvi okret. Zato što bi ja na početku introverten. Možnost treba da mi se obavim sekund. Da, svima. Jaz mislim, da ni nujno, da se počutiš tujega oziroma tujca, pa da prihajaš iz daljnih svetov in drugih dežel. Lahko si tujec tudi med svojimi. Ne? Lahko si introvertiran človek, ki se nikoli ne postavljaš v ospredje. Lahko si reven, ja. Lahko si kakorkoli drugačen. Ampak saj smo vsi drugačni. Ne? In želim nekako se z otroki pogovarjati o tem, da je ta drugačnost dobrodošla, da je ena velika priložnost in da se od te drugačnosti pravzaprav učimo drug od drugega in učimo se sprejemanja torej te drugačnosti, naučimo se, kako popravimo s svojimi temi notranjimi strahovi, ki delajo zidove med nami in načina, kako jih s pogovorom lahko presegamo. Mnogo često sme, ne je nužno da sme otuljeni sami koga nekoj događa od drug svet. Nekož, i koga smo u našite, može da se čustvujeme takvi osamljeni. Mnogo je važno da se razbere ta različnost, da svi te ljudje sme različni. Da. Navistina je važno da se prepozna, ti ravati ono što i Petra reče, da se najde momčeta od posljednje, da se podade raka, da se dade možnost. I nosečkата сентенца во книгата со која започнува и завршува всушност секоја глава, односно и секој месец, е овде во близина живее едно девојче, за на крај да се смени во мината форма, да, значи овде во близина живееше едно девојче, што повторно укажува, повторно некаков аларм за да се превенираат работите на време, односно да се превенираат траумите, травматските искуства. На некој начин целата оваа тема, целата приказна суптилно дзирка и во менталното здравје на децата. Со крајот како е поставена приказната. Надалjujem.
Ja, torej, vse, kar pišem, torej gledam bolj celostno, ne namensko. Torej, slikanica je namenjena otrokom v starosti od 3. do 10. leta ali kako drugače. Slikanica je namenjena v resnici vsem, tako otrokom kot odraslim. Morda jo bojo odrasli brali nekoliko drugače, ne kot otroci. Otroci jo bojo bolj čustveno dojemali, odrasli pa bojo premišljevali o predsodkih. Ampak zagotovo je namenjena vsem tistim, ki se ukvarjajo s knjigo, s branjem in s to povezavo med knjigo in otroki. No? Tako da jo dejansko priporočam za družinsko branje, tudi za branje v šoli ali morda ne samo v osnovni šoli, morda tudi v srednji šoli. Knjigата е наменета за, да речеме, меѓу 3 и 10 години. Децата ја читаат и ја чувствуваат многу чувствено, а родителите имаат предрасуди. И оваа книга јас што ја пишувам повеќе, не пишувам со некоја цел, туку има во тоа дека треба да се книгата да ја читаат семејно, односно да се расшири помеѓу повеќе генерации. Добро, ви благодарам. Би можеле да покажеме само дел од примеруците, чисто вака визуелно кои што се преведени на различни јазици? Да? Каде се е преведена овде во близина живее едно девојче? Ja, torej knjiga je že prevedena v 12 jezikov, in sicer ne samo evropskih, ampak tudi izven evropskih. Med njimi ena zelo zanimiva izdaja, ki jo ima Peter v roki, tole je pakistanska izdaja, torej paštunski jezik, torej bere se drugače, to je, mislim, samo to bogatstvo različnih prevodov je tisto, kar tale knjiga s sabo prinaša. Torej en most med različnimi kulturami in različnimi literaturami. Že vidite različne pisave, jaz sem tako vesela, res, da je zdaj makedonska izdaja tudi med nami, da jaz odnesem to knjigo med slovenske otroke, da pogledajo tudi to izdajo. Ne, imamo latinico, oni cirilice pravzaprav ne poznajo, se ne učijo tako dvojno kot vaši otroci, ki poznajo cirilico in latinico, ampak naši so polni, bi rekla, ene velike radovednosti, ko se srečajo s temi knjigami. In same te izdaje v španski, v portugalski, v litovski jezik, v angleščino, v nemščino, v italijanščino, turščino, potem je grščina tudi, je ravno to, kar tale deklica poskuša sporočati, potovati po svetu in sporočati k enemu sočutju, enemu sodelovanju in sprejemanju. Книгата е веќе преведена на 12 јазици, тоа е пакистански, има турски, шпански, англиски, грчки, но можне, авторката е можне срекна дека е преведена и на македонски јазик, кога се пишува во кирилица, затоа што вели вашите деца учат и кириличното и латинското писмо, нашите деца го знаат само латинското писмо, и тоа многу ме радува и И да, Петра, ви благодарам што сте создали едно вако прекрасно книжевно илустрирано издание. Навистина, со секое читање одново, повторно се јавува тој еден горчлив талог тука што стега во грлото, ама во исто време некаква ослободувачка, некаква катарзична моќ, некаква надеж дека секој од нас може да преземе нешто, да биде одговорен за еден поубав свет, за посрекни детства. Ви благодарам многу. Книгата имаме на штандот на Чудна шума, доколку сака некој подпис, верувам дека ќе бидете расположени да го споделите со публиката. Уште еднаш ви благодарам што бевте гости во Скопје и на овој фестивал. Јас ова е единственото нешто што сум го читала од вас, знам дека имате и други изданија и ќе се потрудам во најскоро време да најдам, а ќе лобираме и кај издавачите да имаме уште преводи на македонски јазик. Ви благодарам.